Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Духовно растење. Секој може да ги изброи семките во јаболкото, но никој не може да ги изброи јаболката во семките. Непознат автор. Духовното растење е просветлување на умот, кон што треба да се стреми секој човек. Тоа се разбира како потреба да се помогне на самиот себе, а воедно и на останатите, на кои со искрена желба сакаме да им донесеме среќа и благодет. Духовноста е развивање на самоконтролата и на способноста да се прави она што за обичниот човек е едно невозможно чудо. Таа е ниво на способност која што не дозволува надворешниот свет да влијае на човекот дури никога му прави некакво зло. Ова води кон стекнување надприродни способности за да се стигне до едно повисоко сублимирано и хармонично ниво со помош на безгранични мисли. Секој еволуира духовно, но брзината на еволуцијата е тесно поврзана со осознавањето на вистината за се што не обкружува. Осознавањето бара голема трпеливост и целосно разбирање на основните принципи на животот. Најголемата опасност што не спречува во духовното растење е стравот да не го загубиме материјалното, при тоа не посветувајќи внимание на најважните елементи од животот како што се здравието, семејството, пријателите и тоа што искрено го посакуваме, но се плашиме да го побараме. Силата на духовниот човек се состои во способноста да ги игнорира критиката, гневот и подбивот од оние кои критикуваат и исмејваат затоа што според своји ментални проекции се уште се наоѓаат на пониско духовно ниво. Не случајно луѓето го исмејваат тоа што не го разбираат. Тие не се свесни дека со тоа самите се разголуваат пред светот, откривајќи го своето пониско ниво на размислување и разбирање. Вдахновението, ентузијазмот и задоволството се карактеристика на духот. Без нив нема духовен живот. Дипак Чопра. Духовноста е состојба на умот која е во постојана потрага да ја спознае вистината и која успеала да ја надживее смртта. Духовноста е тесно поврзана со будењето и самоосвестувањето за се што ви се случило, за се што ви треба и се што ќе посакате да добиете. Духовните луѓе, мудреците и метафизичарите одсекогаш биле спокојни, без страв, комплекси и фрустрации. Тие се луѓе без его и суета, луѓе од кои зрачи голема понизност. Духовните луѓе никогаш не ги повредуваат правата на другите и не поседуваат нешто туѓо што тие не го заработиле. Тие добро знаат дека духовниот мир е резултат на умереноста во живењето. Духовните луѓе пораснале преку страдањата и проблемите што ги доживеале. Некогаш и едно реално соочување со смртта ќе ве разбуди и за само неколку моменти може да ве научи повеќе од сите искуства што сте ги имале дотогаш. Духовноста се учи, а потоа треба да се одржува и да се надградува, бидејќи секој ден носи нова, повисока состојба. Кога ќе ја прифатите смртта како реалност, како нешто неминовно, во тој миг ќе заборавите и дека постоела. Потоа ќе влезете во светот на духовноста. Духовниот човек никогаш не се плаши од смртта. Тој живее со неа и знае дека благословот на смртта е скриен од луѓето, поточно од страшливите, за да можат да го поднесат животот. Осознавањето на смртта овозможува да уживаме во секој подарен ден наместо постојано да умираме пред време. Кај духовните луѓе постои само сегашниот момент. Кај нив не постои време и простор и затоа тие имаат одговори за се. Тоа го постигнуваат со помош на вербата и зборовите на оние кои им ги поставуваат прашањата. Секој одговор е содржан во прашањето, а подсвеста го знае одговорот поврзувајќи се со универзалната интелигенција. Кога еднаш ќе научиме да добиеме се што ќе посакаме од подсвеста, се менуваме по пат на хемиска реакција во телото и емоциите. Тогаш преминуваме во духовно ниво каде што се е совршено, и тоа најпрво во спокојство и во душевен мир, за да почувствуваме љубов кон се што не обкружува. Тогаш ќе нема сила што ќе може да не победи.
Моќта во вас ќе ги контролира сите услови, запознавајќи ги сите природни закони. Дури и целиот свет да се сврти против вас, вие ќе бидете во блажена состојба на совршенство со својот дух, подсвест и моќта на универзалната интелигенција. Моќта како енергија кај духовниот човек никогаш не исчезнува, само ја менува местоположбата. Трпението е најголемата моќ на мудрите. Го развивам трпението и напомош ги повикувам неговата добра нарав и благост. И давам место на великодушноста и ја зајакнувам со бескорисноста и смиреноста, повикувајќи ја напомош искреноста. Го украсувам своето чело со учтивост, со доброто и незлобието. Петар Данов. Со трпеливоста се уништуваат љубомората, гневот и злобата, со патниците на злото и стравот. Со нејзина помош мудрите луѓе имаат контрола над зборовите и телото, па затоа постојано се присутни во животниот тек. Кај мудрите и духовните луѓе, честа и славата се изедначени со срамот и понизноста и тие немаат значење за нив. Од овие причини светот на нив гледа со чудење, додека ним им е прекрасен секој миг што го живеат будно. Затоа светиот мудрец секому прави добро, па дури и на најлошиот човек, исто како што сонцето свети подеднакво за сите. Духовниот човек никогаш не се моли за поголемо богатство, туку за мудрост, со која би препознал и би стекнал уште поголема мудрост од онаа што ја има. Мудрецот знае дека сиромашен е оној кој најмногу бара, а не оној кој има малку. Среќата не е во она што го поседуваме, туку во она без кое не можеме да живееме. Најдобрите лекции на духовноста учете ги од вашите неуспеси. Радувајте се на секоја темна ноќ, затоа што по неа сонцето ќе свети посилно и денот ќе биде посветол. Учете од сите неуспеси и не вртете им го грбот затоа што, ако сега не ги научите, тие повторно ќе се враќаат. Што и да зборуваат и да мислат за вас, воопшто нека не ве загрижува ако не сте ги повредиле правата на другите. Никогаш не објаснувајте се и не оправдувајте се, затоа што тој што се правда сгрешил, греши. По некое време ќе дојдете во состојба да нема од кого да се браните, бидејќи не ќе можете да ја нарушите хармонијата што сте ја воспоставиле во себе и околу себе. Мудроста е крајната цел на секој живот. Но сите не стигнуваат до целта и умираат пред да го научат најубавото нешто, да добиваат се, толку колку што им треба, а да не повредат и разжалостат никого, па дури и да им помогнат на сите околу себе, давајќи им безгранична љубов. Мудроста постои кај сите луѓе и таа може да се почувствува околу нас. Но за да се задржи постојаноста на мудроста, значи да се биде духовен мудрец. Мудроста не значи висок коефициент на интелигенција. Многу интелигентни луѓе навлегле во политика и своите интереси ги ставиле над се останато со цел да стекнат моќ и богатство. Затоа, за некој кој постигнал висока положба во општеството, се вели дека тоа го сторила лисицата и мајмунот во него, а не неговата душа. Душата на луѓето е иста кај сите и таа не е злобна сама по себе. Такви се само нивните мисли. Без понизност, мудроста само ќе бега од вас, а со понизност ќе го придобиете целиот свет. Сетете се како Ганди со понизност ја ослободи Индија и тоа само повторувајќи го зборот «сгрешив». Таквите луѓе поседуваат сила со која им помагаат на другите да достигнат еквивалентно ниво на духовност. Дури ако го направат најдоброто за целиот свет, тие тоа нема да го доживеат како свој успех, туку ќе ви кажат дека тоа е заслуга на светот. Од минатото е останато мислењето дека Господ ги одбрал тие луѓе и им ги испратил на сите народи во светот. Од секогаш постоеле такви луѓе преку кои Господ комуницирал со луѓето. Духовното растење започнува со самонаблюдување во мигот на тишината. Наблюдувајќи се себе си, ќе достигнете душевен мир и ќе ги отфрлите емотивните реакции подложни на инстинктот. Со тоа и се разликуваме од животинскиот свет, но и од останатите луѓе кои секојдневно поминуваат покрај мудроста, без да ја забележат.
Кога ќе дојдете во состојба да немате потреба некого да импресионирате, веќе сте на целта, затоа што нема да се плашите дека ќе бидете отфрлени и повредени. Кучето не се смета за добро бидејќи лае, ниту човекот мудар бидејќи вешто говори. Чаунг Це. Мудрецот ги прави истите работи што ги прави човекот. Тој го живее моментот и тоа што го прави го чувствува. Кога јаде, тој го почитува секој внесен залак, а вие заборавате што сте јаделе. Кога пие, внимава на секоја внесена капка, а вие не знаете колку и што сте испиле. Некогаш дури не можете да се сетите ни каде сте пиеле, ни со кого, ни зошто сте се чувствувале лошо по пиењето. Мудрецот гледа се. Се меморира и знае што видел. Кога слуша, го регистрира секој шум што допира до неговото уво. И сите секојдневни работи ги прави внесувајќи се во нив. Токму на овој начин тој духовно расте, а не затоа што е попаметен од другите. Поради сето ова тој повеќе знае и е поодговорен од другите. Јасно размислува, донесува правилни одлуки и не ги пропушта можностите. Ова е наједноставниот начин да ја осознаете мудроста што ја носите во себе, која не сте ја искористеле за да побарате од животот се што сакате да ви даде. Секое заспано човечко суштество, тајната на мудроста, ја крие самиот од себе. Несвесен за тоа, тој им се воодушевува на мудрите и од нив ја бара вистинската тајна. Употреби го своето знаење за да ги ослободиш заробените од незнаење. Колку повеќе даваш, толку повеќе ќе ти се враќа. Сите мудреци своето знаење го кажувале низ приказни, на наедноставен начин, за да можат сите да ги разберат. Човековата раса е на почетокот од зрелоста на мудроста, па нормално е да владее такво незнаење, бидејќи мистиката ја криеше вистината од обичниот човек. Неа ја криеа и центрите на моќ, за полесно да манипулираат со масите. Периодов досега беше најмрачниот од сите досегашни периоди за човештвото, но тоа време заминува полека, ама сигурно. Наскоро ќе се создаде критична маса за формирање креативни јадра, кои ќе ја променат и днината и од зло ќе создадат љубов и благосостојба. Со созревање на свеста ќе се активира знаењето што го поседува секој човек на оваа планета, воден од инстинктот за подобро утре. За да се созре и да се стане необичен и поразличен од другите, најпрво треба да се стане обичен. Кога ќе успеете да навлезете во бесконечната универзална интелигенција и вие ќе станете дел од таа бесконечност, само тогаш никој нема да може да ве манипулира преку моќта на парите и богатството, ниту вас, ниту пак светот. Тогаш сите ќе ги исмејуваат лидерите кои повикуваат на војни, бидејќи вистината е изреката, народите не ги сакаат војните, туку тоа го сакаат нивните лидери. Науката секогаш стои зад фактот, потребна е акција за да има реакција, односно создавај причина за да има последица. Духовноста во оваа студија е сватена како нанодиенетика, каде што се оди спротивно од науката. Треба да се создаде последица, а причините сами ќе се создадат. Сушност, ова секогаш се случува кај подсвеста. Создаваш последица за одредена цел и подсвеста ги кажува причините како да се дојде до таа цел. Духовноста е иста. Создаваш среќа и таа е тука. Истото се случува и со квантните честички. Кога визуализираме нешто, тие се подредуваат на барањето, мируваат и го создаваат она што го бараме од нив. Среќата, љубовта и сите позитивни работи што ќе ги создадеме како последици во умот за да достигнеме духовност, ќе создадат причини за да станат вистина. Секогаш кога кај духовноста прво се создава последицата, неа ја добивате. Но ако тргнете од причината, ќе се изначекате, како и досега, и никогаш нема да ја допрете мудроста што ја достигнале сите мудри метафизичари кои постоеле. Тоа е наједноставното нешто на овој свет и затоа луѓето не веруваат и не го применуваат со векови. Неприменувањето на ова правило е основната причина зошто луѓето толку долго патуваат во мрак. Тие им се подсмеваа на оние кои им го кажуваа тоа, па дури ги распнуваа и ги убиваа само за да не се открие тајната на мудроста.
Многу луѓе на овој свет од секогаш се правеле мудри за да изгледаат попаметни, сакајќи да ја скријат мудроста на вистинските духовни мудреци. Затоа, не правете се премудри, додека не станете мудри. Само наблюдувајте што се случува околу вас и во вас и не коментирајте ништо без потреба. Со секој непотребен суд, повторно ќе влезете во лавиринтот и повторно ќе мора да ги учите старите лекции. Ке избегате од масата на која и недостасува разбирање, а вие ќе станете полни со разбирање за се што се случува. Оној кој знае не зборува, оној кој зборува не знае. Речено во Зен. Отсуството на незнаење не може никој да го направи мудар, затоа бидете полн со разбирање и соберете ги сите информации околу вас, но не коментирајте ги. Можете да кажете: јас не знам. Ова е еден од законите на природата што го поседува само човекот. И да знаете, може да кажете јас не знам, и во тоа незнаење веќе ќе нема копнеж за лажно знаење, тогаш доаѓа вистинското знаење. Само на овој начин во вас ќе запалите оган што ќе може да им го дадете на другите за да се згреат и со љубов да ги стоплат своите срца. Тие ќе можат да го затоплат светот со љубов, хармонија и со сите други добрини на овој свет. И не заборавајте да им поверувате на луѓето со оган во срцето. Многу мудреци од различни вери денес не се живи, но тие ги запалија срцата на многу народи и затоа вечно ќе живеат во колективната свест на народите, верниците и во универзалната меморија до крајот на светот. И денешните духовни луѓе имаат моќ да ги гледаат и да ги разликуваат боите на аурата и да ги читаат мислите на другите луѓе. Исто така тие имаат и посилна аура која што свети со златна боја над нивните глави, создадена од силното вртење на енергетскиот центар во енергетското поле. Како пример за силината на духовноста може да послужи приказната за двајцата монаси. Тие живееле во еден манастир цели 40 години и двајцата биле на високо духовно ниво. Еден ден разговарале. Ние сме заедно 40 години, никогаш не се скаравме и не знаеме како изгледа тоа. Па, ајде да се скараме еднаш, предложил едниот. Да се скараме, но зашто? Прашал другиот. Ајде да се скараме за лебов што се наоѓа на масава. Јас ќе го земам, а што ќе ми речеш ти на тоа? Прашал првиот. Па земи го, одговорил смирено другиот. Поентата од оваа приказна е дека луѓето кои се наоѓаат на високо духовно ниво не знаат никако да се скараат. Да бидеме и ние како нив. Ниту еден човек не се раѓа со природно вроден инстинкт да биде над другите луѓе. Потребата за популарност, успех и слава над другите е нешто што самиот тој го создал или му е наметнато од општествените текови. Горделивоста започна во рајот и се уште тлее во нас. Ако не отфрлиме горделивоста, со неја ќе завршиме во пеколот. Скромноста и понизноста се секогаш добри показатели дека човекот напредува во својот развој. Универзална меморија и интелигенција. Ние ја имавме старата идеја дека има универзум таму некаде и човек, наблюдувач овде, безбедно заштитен од универзумот со 6-инчна плоча од рамно стакло. Но научивме од квантниот свет дека, за да посматраме дури и така минијатурен објект како електронот, мораме да го разбиваме ова стакло, мораме да продреме таму. Така, стариот збор наблюдуван едноставно треба да ги напушти книгите и мораме да го ставиме новиот збор учесник. На тој начин разбравме дека универзумот е учествувачки универзум. Џон Вилер. Универзалната интелигенција ја представува генијалноста на природата во секој облик на постоењето. Постојат 7 нивоа на духовноста, како 7 бои на виножитото, како 7 вибрации на нотите во тонската скала, како 7 квантни нивоа во градбата на атомот. Универзалната меморија и интелигенција се највисокото ниво во космосот, а за да се објасни ова,
мора да се започне од најниското ниво. Првото ниво го представуваат растенијата и минералите. Кај нив постои меморија на помнење. Во второто ниво спаѓаат животинскиот свет и сето она што суштествува во вода, на копно и во воздух. Тие имаат инстинктивна меморија. Третото ниво е резервирано за луѓето кои имаат инстинктивна свесна и подсвесна меморија. Ним им е овозможено несвесно да ја употребуваат колективната меморија и највисокото ниво на интелигенција – универзалната меморија. Четвртото ниво е предодредено за луѓе кои може да преминат од трето во четврто ниво и свесно да користат информации од универзалната меморија на помнење. Овие луѓе свесно може да навлезат во колективната меморија и да дознаат одредени информации што се содржани таму и потоа да ги користат за одредени цели. Достигнувањето на четвртото ниво се одвива по пат на комуникација со универзалната меморија преку подсвеста на човекот. Во колективната меморија е содржано сето она што се случува во животите на луѓето, од сега па до 100 години наназад. Веќе над оваа граница, над 100 години, станува збор за универзална меморија задолжена за чувањето на сите информации. Универзалната меморија е повисока форма од колективната и во неа се е запишано со најголема прецизност. Во универзалната меморија е содржано се, од овој миг па назад до создавањето на светот. Сите случувања на земјата се запишани со целосна точност и никој не може да врши измени во универзалната меморија. Тоа никому не му е дозволено. Петтото ниво е целосно користење на четвртото ниво, каде што комуникацијата се одвива само со помош на мислата и нејзината фреквенција. Во четвртото ниво ова делумно се користи со помош на цртите и движењето на лицето, од кое се читаат мислите. Петтото ниво всушност представува и првиот контакт со духовни битија кои немаат физички карактеристики, но постојат како личности и носители на информации од седмото ниво. Црквата нив ги нарекува Божии ангели и архангели. Овде ни е дадена можноста да навлезете во целото минато на светот, од неговиот зачеток до денес. Шестото ниво е директна комуникација со духовните битија и е целосна поврзаност со универзалната интелигенција и меморија. Овде ви се достапни сите информации од настанокот на светот, ке имате одговор на сите можни прашања што човештвото од секогаш ги поставува. Тие одговори ќе бидат прецизни со најголема точност. Досега се познати неколку духовни луѓе кои успеале да го достигнат ова ниво. Седмото ниво е бесконечноста, како хемијата или космосот или пак микроседмото ниво, подсвеста. Седмото ниво е вечност. Ова ниво е без време и без простор. Тоа представува миг што обстојува во севкупното време и простор. Во таа чиста светлина, во која што ќе можете да гледате, нема да можете да видите лик. Таму постои само чиста и искрена љубов. Седмото ниво може да се почувствува и да се види, но не може да се влезе и да се биде во него. Понекогаш се случува и на луѓето во трето ниво да им дојде некаква информација од некој близок или од непознато лице, но тие тоа не може да го искористат. Да речеме, во третото ниво помислувате на некого и во тој момент звони телефонот и гледате дека тоа е оној на кого сте помислиле. На луѓето не им е дозволено да го користат ова право во третото ниво и затоа тие тоа го нарекуваат телепатија или коинциденција. Но, веќе во четвртото ниво тоа се користи сосема регуларно за комуникација на големи растојанија. Може да помислите на некого, да воспоставите релација и да разговарате со него преку фреквенцијата на мислата, како да разговарате преку телефон. Во петтото ниво е сосема нормално да можете да правите релација со останатиот свет и при комуникација да не употребувате зборови, туку да се разбирате по пат на мислите и нивната фреквенција.
Петтото ниво е интересно по тоа што во него се воспоставуваат контакти со седмото ниво по пат на медитација, односно во мирување со насочување на мислата додека личноста се наоѓа во блажена состојба на исполнетост, соверба и молбеност како во третото ниво. Од се што е кажано во оваа книга, за секој што сака да постигне успех, учејќи од напишаното во неа, најважно е четвртото ниво. Единствено човекот е во состојба со помош на мислите да навлезе во универзалната меморија и да допре до нови димензии за создавање. Мал е процентот на луѓе кои свесно ги користеле универзалната интелигенција и универзалната меморија за да дојдат до информации. Оние кои успеале во тоа, научници, археолози, историчари и така натаму, речиси и не знаат да ви објаснат како го постигнале. Универзалната интелигенција е совршенство и во неа се содржани сите прашања и одговори. Досега светот не знаеше свесно да ја користи универзалната интелигенција, но со правилно ползување на наногенетиката се отвораат нови можности за нејзино свесно искористување. Четврто ниво. Четвртото ниво е предодредено за луѓе кои се наоѓаат на висок степен на духовност и разбирање. Дел од луѓето на земјата веќе навлегуваат во ова ниво. Во четвртото ниво се навлегува со мир и со разбирање за се што се наоѓа во вашето опкружување, без разлика дали тоа е од жива или од мртва природа. Кога се наоѓате во ова ниво, дел од комуникацијата со луѓето кои ве опкружуваат се одвива на многу едноставен начин, например преку очите, и не мора да изговорите ниту еден збор за да се разберете. Преку информациите што ги давате и ги земате, невербално комуницирате со другите, исто како да зборувате преку телефон, без оглед на тоа што соговорникот можеби се наоѓа и на друг континент. Кога сте на ова ниво, располагате со информациите за сето минато илјадници години наназад. Може реално да присуствувате на некој настан што се случил пред многу векови и јасно да видите што се случило и што придонело тоа да се случи. Придобивките од употребата на четвртото ниво представуваат опасност за оние кои нанеле удар на природниот редослед на нештата и сториле зло. За да ја доловиме таквата информација, потребно е да ги знаеме основните податоци за настанот. Например, дали се работи за убиство, битка, крунисување на цар, атентат или друго. Во изолација и во фаза на мирување, вашата подсвест ќе отпатува секаде каде што ќе ја испратите и ќе ви обезбеди информации од кои што ќе бидете вчудовидени. Токму затоа ова представува закана за сите кои сториле злодела. На ваков начин, многу лесно ќе се откриваат сторителите на злосторствата и тоа ќе придонесе нивниот број да се намалува. Во повеќе земји полицијата веќе го употребува овој метод со помош на видовите луѓе. Например, има ситуација на убиство што се случило пред 5 години, но се уште е непознато каде се наоѓа жртвата или кој е сторителот. Тогаш на помош доаѓаат луѓето со посебна моќ, кои преку подсвеста користат информации од колективната меморија на паметење и точно го определуваат местото на убиството, ја пронаоѓаат жртвата и прават фоторобот на убиецот. Тие имаат моќ да присуствуваат на самиот настан со најголема прецизност да видат што точно се случило и многу јасно да го пренесат тоа со зборови и на хартија. Светот ќе започне се помасовно да навлегува во четвртото ниво. Најважно е што со учењето на наногенетиката, човекот ќе има контрола врз самиот себе. Тој ќе ги трансформира негативните мисли во позитивни и ќе може да добие се што ќе посака без оглед на големината на желбата. Човекот ќе ги елиминира сите болести што не се од физичка природа, односно се што е предизвикано од записите во нас самите, тоест психосоматските болести. Ова е од суштинско значење за човекот затоа што тој најпрво размислува за здравјето и сака да е здрав, а потоа за се друго. Човекот во четвртото ниво речиси и не се разболува, а доколку се случи такво нешто, тој има контрола врз болеста и знае како веднаш да ја елиминира.
На ваков начин ќе се овозможи продолжување на животниот век. Ова е најголемиот напредок во време кога човештвото е длабоко западнато во психичка криза и стрес. Човекот во четвртото ниво ќе биде исчистен од сета негативна енергија што го блокира неговиот развој. Тој ќе може да обстојува со помалку храна, и тоа жива, органска храна. Луѓето ќе научат како да ја трансформираат својата енергија во биоенергија и да си помогнат себе си, па и да ја делат својата енергија помагајќи им на другите. Ќе научат како од најразвиените форми на болеста да создаваат здравје. Со плацебо ефект на нанодианетика, со помош на ова ќе научат како да се извлечат од сигурна смрт, дури ако се во предсмртна состојба. Истиот ефект ќе знаат да го применат и кога некој друг е во прашање. Формули за тајната. Еден монах дошол со прашање кај Умон. Поклони се, рекол учителот. Монахот се поклонил. Учителот замавнал со стапот кон него и овој се повлекол. Аха, значи ти не си слеп, извикал учителот. Дојди поблиску. Монахот се приближил. Аха, не си ни глув. Разбрали сега? Монахот прашал. Што да разберам? Аха, значи не си ни нем. Така монахот се просветлил. Зен приказ на Умон, зен учител. Правилата, формулите што следуваат во овој наслов, треба внимателно да ги слушнете и да ги научите и со нивна помош да вложувате во иднината при реализацијата на своите добронамерни цели. Прости им на сите и на себе си. Ако подоцна некој ти дојде на ум и ти ја одзема твојата енергија, само прошепоти «Мир со тебе» и не дозволувај му да господари со твојот ум. За другите започни да го мислиш она што сакаш, тие да го мислат за тебе. Веднаш промени го својот однос кон другите и почни да го правиш она што сакаш другите да ти го прават тебе. Со твој ракопис на хартија запиши 3 желби што сакаш да ти се исполнат. Со радост пречекај ги емоциите предизвикани од чувствата кога ќе започне процесот на визуелизација. Тоа ќе активира вербата и ќе ја повика надежта. Пред легнување и наутро, опушти се. Силно и со живост визуелизирај дека желбите веќе ти се остварени и замислувај се како ги прославуваш своите успеси. Навечер и наутро заблагодарувај се за она што веќе го имаш и за тоа што сега си го добил како идеја. Благодарноста мора да биде искажана во сегашно време, како се да е остварено. Ти благодарам Господе што ми го даде. Наведи го тоа што го побаруваш. Секој ден започнувај го со чувство како да си го добил тоа што си го побарал. Секое утро имај чувство дека тоа е твојот најубав ден во животот. Биди присутен во секој животен миг. Гледај, слушај и не размислувај за минатото. Кога размислуваш за иднината, мисли само на она што го побаруваш. Научи да го слушаш секој збор на луѓето и тие ќе ти се отворат, па ќе можеш да дојдеш до информации за она што го посакуваш. Околината ќе ти каже се. Постојано запишувај ги сите идеи што ти се потребни за да можеш да правиш организирано планирање и дефинирање на посакуваната цел. Надгради ги своите знаења за тоа што го посакуваш, консултирајќи се со стручни лица од таа област. Користи го секој момент да се убедиш себе си дека тоа што го посакуваш е веќе остварено, по пат на автосугестија и имагинација. Доколку сакаме да го поедноставиме горе споменатото, тогаш сликовитиот приказ на формулата за остварување нанодианетика би изгледала вака. Разбуди се и промени се. Верувај во себе. Простувај. Мисли позитивно и биди среќен. Заблагодарувај се. Дарувај љубов. Давај и примај позитивна енергија. Надгради се духовно. Пронајди го богочовекот во себе. Достигни ја својата цел. Секој човек има своји желби,
но ретко кој го знае вистинскиот пат за стигнување до посакуваното. Наједноставниот начин да се постигне тоа е да се запишат кратки афирмативни реченици искажани во сегашно време и да се постават на видно место, онаму каде што е насочен вашиот поглед во првите мигови на будењето. Со оваа техника лесно ќе го задржите вниманието на посакуваното за тоа да се оствари. Еве неколку реченици кои би ви послужиле за таа цел. Денес е мојот најсреќен ден. Јас сум најсреќен човек. Добивам се што ќе посакам. Ја реализирам секоја замислена цел. Јас сум успешен на сите полиња. Храбар сум и сигурен сум во себе. Јас го имам тоа што го посакувате. Секогаш можам да направам се што ќе посакам. Секогаш сум смирен. Секогаш ја надвладувам лутината. Трпението ме прави мудар победник. Секогаш сум полн со енергија. Ги сакам сите и тие ме сакаат. На работа сите се љубезни со мене. Моите колеги се достојни за восхит и почит. Мојот претпоставен е задоволен од мојата работа. Јас сум здрав, моето здравје е одлично. Јас сум ослободен од сите болести. Моите органи функционираат совршено. Мојот изглед е одличен. Ја имам љубовта на мојот живот. Јас сум богат. Секој ден се повеќе заработувам. Мојот труд секогаш се исплатува. Работам во многу успешна фирма. Имам совршено помнење. Сите мисли ми доаѓаат во вистинскиот миг. Настанатите проблеми ги решавам едноставно. Јас сум одличен студент, ученик. Јас го положив испитот со, може да си замислите, оценка. Формирајте сопствени афирмации во кои ќе нема негација. Потоа снимејте ги и преслушувајте ги наутру и навечер. Воедно, залепете ги на видно место за постојано да ви бидат пред очи во текот на денот. Во текот на денот доволно е само да помислите на еден збор, да речеме успех, и подсвеста ќе ја повтори целата афирмација. Токму затоа пожелно е во текот на денот да го одберете главниот збор од афирмацијата и по неколку пати да го повторувате со силна емоција. Оваа техника создава чувство на вистинитост и прави измама кај подсвеста, со што предизвикува неминовен успех. Секој човек е најнедисциплиниран и најнеодговорен кон самиот себе. Тоа е така затоа што бегството од промената е многу полесно од самата промена. Не заборавајте дека секој може да добие се што ќе посака од животот. Секој може да ги избегне и да ги надмене болестите доколку свесно го посака тоа. Ако некогаш посакате да се промените, водени од каква било причина, потребно е да посветите внимание само на 3 нешта. Прво, сопствените мисли. Променете ги. Второ, исхраната. Внимавајте што и колку консумирате. Трето, спортувајте. На тој начин ќе започнете многу поздрав начин на живот од оној што досега го имавте, а само довербата што ќе ви ја разбуди новиот изглед ќе ве направи поуспешни на секое поле од вашето постоење.